Ако сакате постојано да нас следите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк. Здраво, јас сум Ангелина, а вие гледате Мини Вести. Ке ве дружам и јас. Моето име е Давид. Денеска ќе зборуваме за роботите и за забавните паркови. Ова го подготвивме за вас. Денеска во Мини Вести. За почеток ќе дознаеме што се роботи, како се прават, дали имаат мозок. Ќе ви ги покажеме и најголемите ролер костери низ забавните паркови во светот. Не го менувајте каналот. Гледајте Мини Вести. Дозволете да ви го представам специјалистот за бебешка нега, Бухен! Бухен 100% природно! За најчувствителната кожа на светот. Бухен! Молерс маслото од црн дроб на бакалар има најголема концентрација на природна омега-3 и додадени витамини D, A и E. Молерс придонесува за нормална функција на срцето, видот, нормална функција на мозокот, како и за нормална функција на имунолошкиот систем и одржување на здрави коски. Молерс, природно, норвешко, совршено. Роботите може да се однесуваат исто како нас. Некои знаат да играат, а некои знаат и да пеат. Има и роботи кои се на Марс. Се за роботите дознаваме веднаш. Од почетокот на цивилизацијата човекот има замисла да создаде суштество кое ќе личи на самиот човек, но и ќе се однесува така. Неговата желба полека станувала реалност и почнале да се создаваат првите роботи. Робот е автоматски управувана машина која е програмирана сама да извршува задачи преку електронски инструкции. Целта на роботите е да им го олеснат животот на луѓето. Роботот препознава одредени ситуации, се снаоѓа со нив и ги решава проблемите. Овој тип на интелигенција се нарекува вештачка интелигенција. Зборот робот прв го потребил чешкиот писател Карел Чапек во неговата представа Рур, а науката за роботи се нарекува роботика. Во 1958 година, прво во Америка, а подоцна и во Советскиот сојуз, биле создадени роботите Скарт и Маша. Роботите денес се користат за различни цели. Најмногу ги има во фабриките за автомобили, но се користат и за пренесување товар, но и во воени цели. Роботите служат и за истражување на останатите планети во сончевиот систем или подводните површини, места кои се опасни за човекот или едноставно недостапни. На Марс моментално живеат роботчињата Spirit и Opportunity, која истражуваат оваа планета. Дознавме што се роботи, но и видовме во живо. Нашето другарче Даријан се запозна со Нао. Нао е интересно роботче кој играше за нас. Роботите се многу интересни, а тоа ќе ви го докажеме во следните неколку минути. Нашето другарче Даријан беше на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Во нивната лабораторија тие имаа неколку роботи, а ние се запознавме со роботот Нао. Тој танцуваше за нас, а ние дознавме многу нови работи. Чичко Андреа, што е робот? Роботот е машина која е замислена да му помага на човекот да врши сите работи како човекот, и ако постојат и роботи кои што не мора да имат обвик човечки како овој туку може да имат и разноразни други обвици, дури како инсекти, например, или само како индустријски роботски раце и слично. Што треба да учам за да направам робот? Најмногу тоа што се бара пред знаење на математика,
Значи тука бара пресметки, да се со броеви, да се множат, да се делат броеви, да се собираат, потоа да се моделира пак на математички начин. Подоцна во 8 одделение ќе почнете да учите и за физика. Натаму исто така битно е програмирањето и ние тука ги учиме нашите студенти на тоа. Како се прави робот? Еден робот има повеќе делови. Оваков човековик робот, значи има сензори како сетила, како ние што имаме очи и уши, така тој има камера, има микрофон и исто така има сензори за допир и потоа мора да има еден робот мотори за придвижување, за да може да ги движи своите делови и исто така мора да има некаков компјутер кој што ќе го контролира како да ги врши тие работи усогласено. Чишко Андреа, дали роботот има мозок? Пак компјутерот е некој вид на мозок за роботот и таму се вршат сите тие пресметки, така да тоа е некој вид на метафора, некој вид на замена за нашиот мозок во однос на нашето тело. Каде може тато да ми купи робот ваков? Овие роботи се уште се може да се најдат само вака на факултети и ретко се пуштени во продажба за било кој, но очекуваме нели во средниот период дека тие и ќе поевтинуваат и ќе бидат помасовно повеќе значи произведувани за да бидат поевтини и еден ден да бидат достапни во секој дом. А до тогаш слободно децата може да доаѓаат овде кај нас во лабораторијата и ние редовно всушност покажуваме како функционира, како работи еден робот и на тој начин да ги мотивираме децата да сакаат повеќе да учат во овие области. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Ние децата многу сакаме да одиме во Луна парк. Јас сакам да се возам на рингишпил. Додека во Скопје се уште се прави новиот Луна парк, ние ќе одиме во светот. Видете колку е забавно. Забавните паркови во светот располагаат со многу ролер костери, секој поинаков и пострашен на свој начин. Некои ролер костери се страшни поради нивната огромна височина, некои поради брзината, а некои поради наглите спуштања. Денес ќе ви ги покажеме најстрашните ролер костери во светот. На првото место е Сребрената ѕвезда. Тоа е највисокиот ролер костер во Европа, изграден во 2002 година. Посетителите ги искачува на висина од 73 метри, а потоа се спушта со брзина од 130 км на час. Формула Роса моментално е најбрзиот ролер костер во светот. Забрзува до 240 км на час за помалку од 5 секунди. Поради големата брзина, посетителите во првите редови мораат да носат специјални очила за да не добијат повреди на очите.
ролеркостерот може да биде забавен ако не е најбрз или највисок во светот. Еджанаика е ролеркостер во Јапонија, на кој ќе добиете седиште кое ротира 360 степени. Ако се земе во предвид дека се движи со брзина од 130 км на час, може ли да биде пострашно? Денеска во Мини Вести ќе дознаеме се за видеоигрите, а ќе зборуваме и со Гораст кој обожува да игра игрици на компјутер. Плюс ќе научиме многу нови работи за човековото тело и животните. Не го менувајте каналот. Вие гледате Мини Вести. Децата многу сакаат да играат игрици на компјутер, но што всушност се видеоигрите? За да зборуваме за игрите на компјутер, мора да ви кажеме дека тие се вид на активност, која е дефинирана по одредени правила, а играњето на самата игра може да биде со различна намена. Може да играме игрици поради забава, опуштање, учење или слично. Научниците ќе кажат дека играњето игри на компјутер е здраво, доколку се прави во умерени количини, а може да допринесе за развој на нашиот ум и тело. Игриците се супер начин да се зближите и со пријателите и семејството, односно да играте заедно. Одличен начин е и накратко да побегнете од реалноста. А научниците ќе кажат дека игрите се добри и за рефлексите. Со игрите го користиме мозокот за да размислиме, планираме и смислиме тактики, за да го поминеме нивото. Ние решивме да дознаеме се за игрите од Гораст, кој обожува да игра игрици на компјутер. Него го знаеме од телевизија и театар, но овој пат реши да зборува за неговата пасија кон игрите. Јас сум со Горас у неговото студио. Горас, како почна да играш игри? Најпрво благодарам што ме покани Даријан во емисијата. Игри почнав да играм, не бев многу мал, ама не бев ни многу стар. Се сеќавам, бевме на едно лето на одмор со мајка ми и со брат ми и со татко ми. Имаше една емисија, односно една серија што се викаше Династија. И затоа што цел хотел мораше да гледа Династија, јас, татко ми и брат ми моравме нешто да правиме и најдовме на флипер и таму трошевме цело време парички. Тоа ми беше еден од најубавите моменти. Цел ден го чекав тој момент да отидеме и да изиграме, не знам, 2-3 жетони, токени на тие флипери. Така што тоа претпоставам дека сум бил тогаш некој си 7-8 или така, 7-8 години. Како да бидам јас добар играч? Како и во секоја работа, тој што вежба, тој што учи, станува се подобар и подобар. За да бидеш добар не е голем проблем, за да бидеш најдобар е веќе малку потешко. Но како и во секоја работа, во учењето, за да се научи некој предмет, за да се научи некоја лекција, мора да се повторува, да се учи од грешките, за да на крај се постигне ли она што поточно знаење. Исто и со игрите. Доколку сакаш некоја игра да станеш подобар, треба да вежбаш и да играш и некогаш ќе бидеш се подобар и подобар како што играш. Какви игри треба да играат децата? Во принцип, игрите ги играме од задоволство, така што јас не би класифицирал, нормално, кога се помлади децата убаво да играат логички игри, но мислам дека и тоа ги интересира нив. Но ти на пример, не можам да ти давам ти да играш некоја игра за бебиња, заради тоа што ти веќе знаеш да броиш, да црташ, да боиш, ги знаеш животните, ги знаеш формите. За тебе треба малку поинтересни игри, не знам, Лего од серијалот на Лего, не знам, можеби некоја возење коли, фудбал, спортски игри. Така што во принцип секој дете треба да си игра која што него го прави среќна и која што за него е интересна. Некои, например, како мене, јас сакам повеќе приказни, да оди играта со приказна, значи да има долго патешествие на различни места, на различни континенти, на различни земји. Не сакам, например, јас па спортски игри. Други па, например, сакаат многу повеќе спортски игри за разлика од овој тип на игри што ги играм јас. Така што покрај логичките игри, правим нели за дигитални игри, мислам дека секој дете треба да си ја најде играта која што сака да си игра. Се разбира,
на страна од дигиталните игри, игрите во живо, како што се, не знам, спорт, надвор, трчање, возење велосипед, возење ролери, играње плочка или царица, одење по јаже, брканица, криенка, тоа се игри кои што мора да ги игра секој дете и тоа во неограничена количина. Горат, колку часа треба да играме на ден игри? Да, тоа е многу често поставувано прашање. Јас сакам да верувам дека секоја работа која што се прави претерана е лоша. Дури јадење бајадера, ако претера човек да јаде бајадера, ќе му биде лошо, после ќе му се слоши. Така што мислам дека умерено играње на игри е многу важна работа. Значи умерено играње на игри значи дека пред се треба да се внимава на училиштето и на градинката и на школото и на забавиштето. Значи тоа е првата работа која што јас ја гледам по мене. Значи јас имам факултет, имам претходно сум ученик на генерација во средно, сум ученик на генерација во основно училиште, значи сите петки од прва до последна. И моите родители никогаш не ми бранеа да играм колку сакам и кога сакам, затоа што знаеа дека училиштето ми е на прво место, спортот и другарите ми беа следни. Секогаш играв баскет, секогаш играв, одев на гитара, свирев. Така што игрите ми беа секогаш како дополнување на моето слободно време и буквално хоби. Затоа мислам дека доколку го избалансирате правилно играњето игри со училиштето на прво место, другарите и пријателите заедно со него и нормално спортот во живо, игрите никогаш, верувајте ми, никогаш нема да ви бидат проблем. Ова беше Горас во Мини Вести. Постарите често ни велате дека цел живот ќе учиме, а учењето е наинтересно надвор од училишните клупи или градинката. Последните неколку минути ќе дознаеме многу нови работи за луѓето, доматот, фламингосите и што ли уште не. Дали сте знаеле дека после 30-та година луѓето почнуваат да се смалуваат? Топлата вода пак се смрзнува многу побрзо од ладната и дека е невозможно да се кивне со отворени очи. Плюс, дали сте знаеле дека лубеницата е зеленчок, а доматот овошје? Во Азија пак дневно се јаде околу 1,5 милиони тони ориз. И медот е единствената храна која не се расипува. Кравата може да се симне по скали, но не и да се качи. Ако круасанот ве асоцира на Париз и мислите дека потекнува оттаму, грешите. Круасанот потекнува од Австрија. И за крај, фламингосите може да бидат розеви или портокалови. Нивната боја зависи од тоа што јадат. Денеска во Мини Вести ќе ви покажеме што се може да направиме од есенските лисија. Плюс ќе ви ги покажеме и 5 најинтересни игралишта во светот. Гледајте не до самиот крај. Есента е одлично годишно време за работилници. Мене ми се омилени затоа што можеме да бидеме многу креативни. И денес ќе ви донесеме на една работилница. Одиме во градинката 8 март, каде што ќе играме со есенски листови. Денес сум со Маја и другарчињата од градинката 8 март. Денес ќе бидеме креативни. Маја, како се развива креативноста на децата? Вака, креативноста на децата значи е многу важна во овој период, односно во раното детство, бидејќи само преку активности може да се развие креативноста. Затоа многу е неточно тоа што кажува дека креативноста е всушност талент и дека секое дете ја поседува. Тоа е неточно бидејќи креативноста бара еден развоен период, односно период кога тој се развива од попросто кон посложено. Значи детето сака многу да учи, детето сака да истражува, детето е љубопитно, а сето тоа само може преку активности, а токму нашата средина или овие активности кои што ние ги имаме токму во нашата градинка и нашата стимулативна средина представуваат еден мотив им даваме на децата, значи и ги мотивираме за да покажат интерес кон одредени активности. Какви есенски активности и работилници имате?
Па во нашата градинка, значи со самото доаѓање на годишното време есен, бидејќи знаеме дека есента е прекрасна и сите тие убавини и промени кои што ги носи, токму сите тие активности се поврзани со тоа годишно време. Значи тука се атмосферските промени, кои што се надворешните услови. Значи првин промените кај растенијата, животните, значи тука спаѓаат есенските цвеќиња, активности поврзани, имаме со овошје и зеленчук, оживување на овошје и зеленчук, имаме активности кои што се за подготовка, например, на животните за дочекување на годишното време зима, а најинтересни активности, и мислам, кога се вклучени и родителите, бидејќи ние сме постојано во контакт со родителите, тоа се креативните работилници, кои што имаме токму во есенската креативна работилница, кога учествуваат децата заедно со родителите и тогаш може да ја видиме малце повеќе и креативноста на родителите. Што ќе правиме денес? Денеска одбравме една многу интересна активност, а тоа е печатење со листови, бидејќи навистина ги имаме во изобилие баш во овој период листовите и имаме премногу идеи за активности. Најпрво ќе ги собереме листовите во нашиот двор, потоа ќе подготвиме, значи потребно ни се бели листови, свежи листови и исто така ќе употребиме темперна боја денеска и ќе видиме како ќе направиме печат, значи со употреба на есенските бои, кои што децата ќе ги одберат од широка палета што ја имаме на бои, ќе ги одберат сами своите бои и ќе направат печат на листот. За секого Има па нешто. Што има? црвено јаболко за лиле, Така, жолта крушка оде кај лиле, така. Гроздица зрело е За сите, а оревин вкусни за сите. Децата секој момент го користат за играње. Сакаме да си играме во градинка, училиште или дома. Нашите родители наносат и на лулашки, Бидејќи сега времето е ладно, не си играме надвор. но решивме да го прошетаме светот и да ги видиме најзабавните игралишта. Во нашата земја речиси во секое мало има детско игралиште. Без разлика дали станува збор за мало спортско игралиште, лулашки, лизгалки или слични реквизити, овие места се неопходни за нас децата. Во овие урбани катчиња се забавуваме, си играме и сме физички активни. Инспирирани од детската игра, решивме да ви ги покажеме најинтересните игралишта во светот. Често знаеме да посакаме да живееме во големи замоци или на момент да посетиме еден таков. Но додека ние посакуваме, децата во Шведска имаат можност да си играат во замок. Во него има мрежи за качување, лизгалки, па дури и трамболини. Космосот и Вселената се многу далеко од Земјата, но ако живеете во Русија, може да си играте на игралиште каде има планети. Дури можете да влезете и во ракета и да бидете вистински мали космонаути. Во Копенхаген пак постојат искривени кукички во кои може да си играте. Ова е една од најпопуларните детски игралишта во Данска.
Градините со многу цвеќиња се одлични за уживање во природа, но што велите буквално да седите во цвеќе и да се играте? Да, ова е возможно во Франција, а освен цвеќиња има лизгалки, но и тунели направени од мрежа. Лавот е кралот на животните, но и кралот на забавата во ова детско игралиште. Децата во Данска може да си играат со лавот, да се качуваат по неговата грива и што ли уште не. Заедно ги посетивме најинтересните игралишта во светот и веруваме дека за миг посакавте да поиграте во некое од нив. Денеска во Мини Вести го прославуваме светскиот ден на оригамите, а ќе одиме во градинка каде ќе ви покажеме како се прават. И пред самиот крај, освен оригами ќе ве научиме како да правите змај за летање. Вие гледате Мини Вести. Во Мини Вести го обележуваме светскиот ден на оригамите. Тие потекнуваат од Јапонија. Јас ка се пофалам дека знам да направам капче од хартија. Јас не знам да направам ништо, но сакам да научам. Не се грижи, Марко. Јуки од Јапонија ќе ни покаже како се прават оригами. Видете колку е лесно. Дали некогаш вашите најблиски сте ги израдувале со оригами, кој го имате направено во градинка или на училиште? Оригами е традиционална јапонска вештина за правење уметнички фигури со виткање на хартија. Зборот оригами потекнува од ору, што значи виткање, и гами, што значи хартија. Хартијата за правење фигури вообичаено треба да биде во форма на квадрат, а постои во различни бои или јапонски дизајни. Во Јапонија оригамето почнало да се прави за време на празниците, а денеска е уметност која е застапена во секој дел од светот. Во јапонската култура, боите на оригамето се поврзуваат со чувства, односно постои објаснување за секоја боја. Например, ако направите оригами во црвена боја, таа означува љубов, ако е зелена, тогаш тоа е хармонија или здравје, а кафеавата символизира пријателство и верност. А како се прават оригами, ни покажа Јуки, која доаѓа директно од Јапонија. Денеска се ќе дознаеме за оригамите. Дали во Јапонија ќе учат децата да прават оригами? Yes, mostly in preschool. It's part of the education, but more like a culture. So as kids play with toys here, they play with origami in Japan. Кој те научи тебе да правиш оригами? In my childhood, at preschool, teachers were teaching me, and at home, my mother, my grandmother, sisters were playing with me, and with that, I learned how to make origami. Која е првата фигура што ја научи? I think the easy one, like this one, dogs, because this can be done by in 5 steps, so everybody can do it. Која е најтешката фигура за правење? It's hard to say what is the hardest, but maybe I think the 3-dimensional things, because some of them can be made with one piece of paper, and some others can be made with several pieces of paper. Дали ќе ми се испаже желба ако јас направам 1000? I think it is true, because the crane is a symbol of happiness and long life. So we make 1,000 cranes of origami to wish for the recovery from the illness. And we make it not just for our own wishes, but for others. Јас сум Дарјан и денеска се научив за оригамите.
Јас сум Јуки, а вие гледате Мини вести. Летањето змај е супер забавно. Тоа го правиме со другарчињата или со родителите. Змајот можеме да го купиме или да го направиме сами. Како се прави змај за летање, дознаете веднаш. Кога времето е убаво, односно не врне дожд или снег, денот сакаме да го искористиме за играње во природа. Токму поради тоа, ние денес ќе ви покажеме како да направите змај за летање. Многу е едноставно, а чувството на среќа и гордост кога ветерот ќе го вивне кон небото не може да се опише, треба да се почувствува. Поради тоа, ве поттикнуваме да направите змај, да го обоите во шарени и весели бои и да го украсите небото. За да направите змај, потребно ви е рибарски конец, коноп, леплива трака, лепак, парче цврста хартија, 2 цврсти и прави дрвени прачки и украсни ленти. Процесот на правење започнува со вкрстување на 2 дрвени прачки. По кратката прачка поставете ја хоризонтално преку подолгата. Врзете ги 2 дрвени прачки една со друга со помош на конопот, но за да бидат поцврсти, прво залепете ги и оставете го лепакот да се исуши. Потоа поставете ја цврстата хартија на земја и на неја ставете ја дрвената рамка. Користејќи ја рамката како пример, исечете го материјалот во форма на дијамант. Потоа превиткајте го вишокот на материјал преку рамката. За крај, направете чворови од конопот на горните 3 краеви и врзете ги меѓусебно. Должината на конопот нека биде двојно подолга, за да можете да го летате змајот. Откако го завршивте правењето, време е да се забавувате. Најдете рамнина и летајте го вашиот змај. Ветерот е супер природна појава кога имаме шарен змај. Јас викендов ќе бидам сам свој мајстор. Направи се змај, а јас ќе правам оригами. Во оваа емисија имаше за секого по нешто. Ви дадовме супер идеи за викендот што следува. Чао! Ако сакате постојано да нас следите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк.